Во студиото со вас, Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Стојанчо Јовановски осуден на 12 години затвор за 3 кривични дела, меѓу кои наведување на самоубиство на неговата сопруга Ивана, која си го одзема животот, скокајќи од тераса заедно со 6-годишната ќерка. Деталите од пресудата ги дознаваме од колешката Тамара Дичевска. Имаме во живо во овие вести. Тамара, кој е образложението на судот за оваа пресуда? Судијата Ивица Стефановски му ги пресуди максималните казни затвор за сите 3 кривични дела за кои беше обвинет, а сега осуден Стојанчо Јовановски. За телесна повреда, односно за тепањето на неговата сопруга Ивана на критичниот ден, максималната казна која што ја предвидува законот е 5 години затвор, а истата му беше пресудена на Јовановски денеска во судницата. За загрозување на сигурноста пак Стојанчо Јовановски доби 3 години затвор, кои што се и максимални за ова кривично дело, а за наведување на самоубиство максималната казна е 5 години затвор, а таа ја доби и денеска Јовановски. Кога ќе се соберат сите 3 казни, максималните казни за овие сите 3 кривични дела, изнесува 13 години затвор, меѓутоа законот не дозволува единствената казна да е збира од овие поединечни кривични дела, па затоа судијата Ивица Стефановски додели оние максимални 12 години затвор кои што можеа да се присудат за овие 3 кривични дела. Во продолжение ја слушаме и пресудата. За судот на обвинител Стојанчо Јовановски за кривичното дело телесна повреда од член 130 став 2 ВВ со став 1 од КЗ му утврдува казна затвор во трајање од 5 години, за кривичното дело загрозување на сигурноста од член 144 став 3 ВВ став 2 ВВ став 1 од КЗ му утврдува казна затвор во трајање од 3 години и за кривичното дело наведување на самоубиство и помагање во самоубиство од член 128 став 4 од КЗ му утврдува казна затвор во трајање од 5 години. За сите 3 кривични дела утврдена максимална казна, па со примена на правилата за одмерување на казната за дела сторени во текст содржани во член 44 од Кривичниот законник го осудува на единствена казна затвор во трајање од 12 години. Согласно член 144 од ЗКП, оштетената Љубица Стојановски и Александар Стојановски за остварување на предјавеното имотно правно барање се упатуваат на спор во граѓанска постапка. Од обвинителството се задоволни од пресудата и максималната казна затвор која што ја доби Стојанчо Јовановски, но велат дека тоа нема ги врати загубените животи на сега починатите Ивана и Катја. Утаму вела дека треба да има законски регулативи во поглед на тоа што за кривичното дело телесна повреда максималната казна затвор е 5 години, додека и за наведување на самоубиство законот предвидува максимална казна од 5 години, а тука има изгубени животи. Па во продолжение ја слушаме и обвинителката на овој случај со образложението околу пресудата. За првото кривично дело е предвидена казна затвор до 5 години затвор. Тоа е значи за семејното насилство, телесната повреда при семејно насилство. За загрозување на сигурноста беше предвидена казна затвор до 3 години и за наведување на и помагање на самоубиство беше предвидена казна затвор до 5 години. Во оваа фаза од постапката, имајќи го предвид фактот дека се работи за првостепена пресуда која што не е правосилна и која верувам дека одбраната ќе ја обжали, судот ја изрече максималната казна за сите 3 кривични дела. Ова е прва пресуда за кривичното дело на ведување на самоубиство поради семејно насилство, која треба да испрати силна порака во општеството, кажа адвокатката на семејството на починатата Ивана. Вела дека иако тоа не може да ги врати загубените животи на Ивана и на малата Катја, сепак максималната казна затвор која што ја доби Стојанчо Јовановски колку толку ќе донесе правда кај семејството на оштетените. Во продолжение слушаме и адвокатката. Овој предмет е веќе една јасна порака дека семејното насилство во оваа држава нема да се толерира. Тоа што е многу значајно, што исто така за прв пат, согласно тоа што ние го имаме нели како информација, имаме присуда за наведување
на самоубиство поради семено насилство и сметам дека ова е голем чекор кој што во иднина треба да се следи заради тоа што во случај на самоубиство понатаму државните институции треба да истражуваат дали било поради долготрајно семено насилство како што беше во овој случај. Тамара Дичевска, ти благодарам за овие информации во вестите. Сега го детален извештај за оваа присуда пренесуваме во вестите во 16 часот. Македонија денеска и утре е домаќин на регионална конференција за справување со демографските промени и градење отпорност. Денешната сесија ја отвори премиерот Мицкоски, кој порача дека државата превзема повеќе мерки за да ги задржи младите дома. Нашата визија е да изградиме држава во која млад човек ќе има причина да остане, во која семејствата ќе имаат сигурност, во која жените ќе имаат еднакви можности, во која старењето нема да значи изолација, туку достоинствен и активен живот. Патот до таа цел бара ангажман на целото општество и координиран пристап на целата влада. Прво, мора силно да инвестираме во човечкиот капитал. Без квалитетно образование, современи вештини, достапно здравство, нема економија што може да биде конкурентна. Ниту пак држава што може да биде отпорна. Нашите луѓе мора да бидат подготвени за новата економија, за новите технологии и за пазарот на труд кој што брзо се менува. Второ, мора да ги зајакнеме семејствата и младите. Нашата цел е да ја пренасочиме дебатата од демографска загриженост кон демографска отпорност. Тоа значи политики заосновани на докази, но и на вредности, политики што ги стават луѓето во центарот и создаваат поинклузивни и поотпорни општество. Токму затоа, како Министерство, во соработка со сите релевантни институции, ја изработивме нацрт стратегијата за демографски развој. Многу сме свесни за економската ситуација во која што функционираме и токму затоа одлуките што ги носиме мора да бидат базирани на докази и да бидат подкрепени со податоци и со информации. На тој начин ќе градиме една помудра и попаметна економија. Не е чудо што ова го дискутираме овде во Источна Европа, затоа што во овој регион се наоѓаат 11 популации кои што најбргу опаѓаат во светот. Токму затоа мораме итно да реагираме. Македонија не е подготвена за уставни измени и во овој момент владата нема да превземе никакви чекори, порача министерот за надворешни Муцунски по најавите од Софија дека по формирањето на владата нивната надворешна политика нема да се промени. Настрана уставните измени, шефот на државата вели дека Македонија превзема конкретни мерки поврзани со незината европска перспектива. Сакам да бидам кристално јасен. Во овој контекст нашата држава не е подготвена за уставни измени. Има недостаток на доверба и недостаток на кредибилитет по однос на испораката спрема нас како држава. Така да во овој момент услови за уставни измени нема и владата не е подготвена да превземе било каков чекор кон уставни измени. Дали ние правиме конкретни работи поврзани со нашата европска перспектива, не сакам да бидам репетитивен, бидејќи ова е тема што е многу актуелна во последниот период, да правиме. Првото е тоа што го правиме по однос на реформската агенда, второто е тоа што го правиме во делот на заедничката надворешна и безбедносна политика, но многу повеќе е тоа што го правиме за имплементација на европските вредности. Советот на Европа пак наскоро најавува решение за пресудите против Бугарија на Европскиот суд за човекови права. Генералниот секретар на Советот на Европа Ален Берсе, кој во прва официјална посета на земјава, потврди дека се работи на решение кое треба наскоро да се имплементира, но нема да биде символично. За бројните пресуди против Бугарија за македонското малцинство, најави дека ова прашање ќе се разговара и на Комитетот на министри. Шефот на македонската дипломатија вели дека Македонија ги почитува сите одлуки на судот, колку и тие да се тешки, но во однос на пресудите против Бугарија очекува дека сите земји членки ќе си ги превземат своите обврски според конвенцијата. Работиме на тоа
Имаме веќе добар напредок во последните 12 месеци, сега е подобро од претходно. И што значи спроведување? Комитетот на министри значи дека семејството на земјите членки одлучило дали нешто ќе се спроведува или не, но според мене може да ви кажам дека тоа може да биде конкретно и практично спроведување. Не смее да биде само символично. Ако имаме регистрација на тие здруженија, тоа треба на конкретен начин да се спроведе. Според мене, досега имаме добар напредок и ќе биде можно да се спроведат тие одлуки и да ја подвлечеме важноста на тоа дека имаме нешто кое функционира, а не е само символично. Обврска на земјите членки е тоа да го прават. По однос на конкретните предмети, државата, иако не е странка во постапките, за жал, тоа е нешто од минатото што не можеме сега да го поправиме, сепак сме земја членка на Советот на Европа. И ние нашите перспективи по однос на тоа прашање ги даваме во рамките на Комитетот на министри како земја членка на Советот на Европа и очекуваме дека сите земји членки ќе си ги превземат своите обврски во согласност со конвенцијата. Во Министерството за внатрешни работи утрово се одбележа 7 мај, денот на македонската полиција. Надлежните ветија безкомпромисна борба против криминалот и корупцијата, а досегашните резултати покажуваат дека криминалот во државата е намален за 6%, што е најдобриот резултат во последните 20 години. Ефикасноста пак изнесува 67,2%, што исто така представува највисоко ниво во последните 20 години. Овие резултати имаат многу подлабоко значење од самата статистика. Тие се порака дека законот мора да важи подеднакво за сите. Истовремено, посветено работиме и на модернизација на Министерството и унапредување на услугите кон граѓаните. Реновирани се управните служби во Скопје, отворени се и 8 нови управни служби низ државата. После неколку децении во употреба е ставен нов објект за полицијската станица во Бутел, а во наредните месеци ќе биде вопуштена во употреба и новата модерна полицијска станица во општина Аеродром. Нашата служба не е само работа. Мисија, нашата служба е силна мисија. Мисија да заштитиме, мисија да обезбедиме, мисија да служиме. Нашата визија е јасна. Сигурни улици, силни институции, нулта толеранција за криминал, модерна, професионална и честна полиција. Оваа визија не се гради со зборови, туку со секојдневна работа, со секоја одлука и со секое ваше професионално постапување. 10 представи се во официјална конкуренција на 60-тиот Македонски театарски фестивал Војдан Чернодрински, кој годинава ќе се одржи од 5 до 12 јуни во Прилеп. 10 представи во официјалната конкуренција и уште 4 во придружната програма. Тркалезни маси, автор во фокусот, работилници, театар за деца, како и изложби, ќе понуди 60-тиот јубилеен Македонски театарски фестивал Војдан Чернодрински, кој што ќе се одржи годинава од 5 до 12 јуни во Прилеп под мотото Храбриот нов театар. Годинешни добитници на наградата за животно дело се театарските уметници Атила Клинче, Сашо Миленковски, Љубомир Чадиковски и Веби Керими. Уметничкиот директор Ана Стојановска вели дека во македонскиот театар во моментов недостасуваат повеќе представи на современи македонски автори. Од изгледаните 54 представи во македонските институционални театри и независната продукција, како главна одлика се гледа дека доминираат мал број режисерски имиња, квази комедии кои треба да ни покажат дека публиката доаѓа во театар од една причина, како и препрочити на одамна веќе излитани драми. Недостига поголем простор за македонската драма, независно дали е современа или не, а особено представи кои сериозно би ја поставиле македонската драма во современ контекст. Иако на репертуарите на театрите имаше македонски драми, сепак не достигаше современ ракопис кој треба да покаже како треба да изгледа денешната современа драма кај нас, а истовремено некои од представите работени според македонските драми не беа на соодветно ниво во однос на актуелниот театарски контекст.
Фестивалот ќе го отвори Мачки на глава од Венко Андоновски во режија на Дејан Пројковски на Драмски театар Скопје. Стојановска потенцираше дека театарот треба да биде критичар на општествените текови. За мене, современиот театар денес треба да има став и коментар на состојбата во која се наоѓаме, треба гласно и јасно да ги детектира аномалиите на општеството и да покажува сериозна професионалност. Од годинава наградата за најдобра машка улога ќе го носи името на актерот Кирил Ристовски. Фестивалот продолжува со тематиката Прилеп во фокус, а овој пат во фокусот се тројца прилепски театарски уметници: Благоја Ивчевски, Лидија и Трајче Ивановски. А годинашен автор во фокусот пак е Дејан Дуковски. Засител Дарко Штарговски. Ново село ќе добие модерен и целосно затворен пазар вреден над 8 милиони динари. Изградбата треба да стартува кон крајот на месецот, а се очекува да заврши за 3 години. Ново село ќе добија современ и целосно покриен пазар. Општината започнува проект за реконструкција и модернизација на пазарот во општинскиот центар, со што значително ќе се подобрат условите за продажба на земјоделски производи и функционирањето на еден од најфреквентните пазари во регионот. Станува збор за простор од околу 1700 метри квадратни, кој ќе биде уреден според современи стандарди. Од општината вела дека инвестицијата е стратешки важна, бидејќи со реализацијата на проектот, продавачите и купувачите ќе добијат подобри услови во текот на целата година, без разлика на временските услови. Проектот е вреден околу 8,5 милиони денари, а градежните работи треба да започнат кон крајот на мај или почетокот на јуни. Со оваа инвестиција ќе овозможиме да нашите сограѓани од сите населени места во регионот кои гравитираат и доаѓаат на пазар во четврток да можат во сите временски периоди да ги продават своите земјоделски производи, а не како сега, за жал на отворено, тие се приморани во деновите кога врне или кога е екстремно жешко или кога едноставно климата не дозволува тие да морат да ги чуват дома производите и евентуално да го изгубат својот квалитет. Од локалната самоуправа очекуваат новиот изглед на пазарот дополнително да ја зголеми атрактивноста на Ново село, кој во последните години станува важен шопинг центар, не само за домашните, туку и за голем број жители од пограничните места во соседна Бугарија. Во таа насока се планирани неколку други инвестиции кои дополнително треба да ја збогатат понудата во општинскиот центар. Имаме неколку инвестиции кои што ќе бидат направени, и тоа приватен инвеститор купи парцела за бензинска станица во која што истиот по разговорите и согласно законските можности најверојатно ќе гради и ритейл центар, по примерот како што има во најблискиот град Струмица. Изминатите месец дена исто така издадовме и одобрение за градба за првата зграда во Ново село после 50 години. 50 години се нема градена нова зграда. Еве сега горд сум што издадовме одобрение. Станува Ново село повторно атрактивно. Во таа зграда очекувам да на приземје да има токму такви можности за деловни простори за ритейл центар. Според општинските власти, модернизацијата на пазарот би можела да придонесе и за ставање во функција на дел од деловните простори во истиот, кои во моментот не се искористени. Од општината очекуваат реализацијата на целиот проект да заврши најдоцна за 3 години. Зоран Ѓорѓиев за Сител телевизија. 18 општини чекаат изведувач на регионалната депонија во Свети Николе. Во тек е разгледување на понудите кои ги доставиле компаниите на тендерот за изградба на современ систем за управување со отпад. Во тек е еволуацијата на понудите на компаниите што се пријавиле на тендерот за изградба на современиот систем за управување со отпад во Светениколското село Мечкуевци, каде што ќе се депонира отпадот од 18 општини од источниот и североисточниот регион. Градоначалниците од двата региони се состанаа во Штип за да ги договорат следните чекори околу реализацијата на проектот, зашто во спротивно може да пропаднат 46 милиони евра европски средства наменети за изградба на центар за управување со отпад и товарни станици. Искрено се надевам дека овој пат ќе имаме успешна постапка и ќе избереме изведувач, бидејќи има, моите информации се дека има повеќе пријавено конзорциуми во најголем дел, кои што ги исполнуваат условите и се надевам дека нема да бидат изгубени средствата кои што се донација од европските фондови и ние како источен регион и како североисточен регион заедно ќе имаме прва регионална депонија на територија на Македонија. Заеднички став е дека проектот е од огромно значење за двата региони и конечно треба да се придвижи од мртва точка.
Проект кој што веќе една деценија за жал се турка и поради објективни, но и многу пати субјективни причини истиот во застој. Се надевам дека во оваа фаза со новиот состав на градоначалниците и во двата региони ќе наидеме на разбирање да помине и мрдне од мртва точка самиот проект, да се донесат и конечните заклучоци околу начинот на изборот и формирање на органите и телата на управување, систематизациите во рамките на јавното предпријатие. Претходниот тендер пропадна зашто понудувачите не ги исполнуваа условите и критериумите кои ги бара Европската комисија. За Сител, Трајан Ристовски.